Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, денеска заедно со заменик председателот на владата задолжен за економски прашања и координација со економските ресори Кочо Ангјушев и пратениците кои што ја представуваат Битола, сме во работна посета на градот Битола. Остваривме средба со градоначелничката Наташа Петровска и нејзиниот тим. Ги разгледавме можностите за соработка помеѓу локалната и централната власт на кој заедно ќе работиме и сме повикани заедно да одработиме за Битола. За неколку минути ќе реализираме и работен состанок со представниците на бизнис секторот од Битолскиот крај, на кој што ќе разговараме за отворените можности за нови инвестиции и поддршка на малите и средните предпријатија. Со третиот столб на поддршка од планот за економски раст, малите и средните предпријатија добиваат рекордно најголема државна помош досега. Сакам да ги повикам фирмите да аплицираат по мерките и да ги исцрпат сите предвидени средства. За прв пат од државниот буџет обезбедени се рекордни средства во висина од 10,5 милиони евра само за поддршка на малите и средните предпријатија. Економскиот план обезбедува поддршка и за брзо растечките компании, така наречените газели, со 30% поврат на направените инвестиции. За микрокомпаниите возможуваме поддршка до 30% од направените инвестиции и за развој на иновативноста на микро, малите и средните компании со поврат до 70% од направените инвестиции во активности поврзани со иновациите. Владата на Република Македонија и економските ресори ги продолжуваат политиките на пораст на платите. Со компаниите ќе зборуваме за новата мерка, со која што дополнително ја засилуваме спиралата на пораст на платите. Станува збор за мерка со која државата ќе обезбеди директна финансиска поддршка до 30% од растот на бруто платата на работниците во трудоинтензивните дејности. Мерката ќе се однесува на исплатени плати или покачени плати до 18.000 денари. Целта е една: да растат платите и граѓаните на Македонија да имаат повеќе пари, а при тоа компаниите да останат стабилни и компетитивни на меѓународните пазари. Благодарам.